интенцијата и тенденцијата на телевизија Нова да биде објективна телевизија која што ќе представи мислење на повеќе луѓе, предпоставувам дека е проблемот кој што сега го имате. Јас нема да толкувам во земјата на експертите, не би сакал да бидам уште еден експерт кој што ќе толкува нешта кој што едноставно не ги разбира, така да нема да го толкувам правниот дел од она што се вика случај Труст, ќе го толкувам моралниот дел, или она за што сметам дека можам да говорам. Мислам дека проблемите на ТВ Нова експлицитно почна од моментот кога телевизија Нова тргна со едно објективно информирање од протестите кои што беа организирани за заедничка Македонија. И очигледно дека некому информацијата дека на почетокот 100.000 луѓе, па потоа 150, 200, 250.000 луѓе излегуваат на улиците низ целата република, стана еден проблем преку кој што не така лесно можеше да се помине. Јас повторно ќе кажам, нема да ја толкувам правната страна на случајот Труст, меѓутоа лично сметам дека да, се врши притисок врз телевизија Нова и тоа се врши притисок токму заради фактот што телевизија Нова се дрзна да пренесува протести кои што едноставно не требаше да бидат пренесувани, односно требаше, како и многу работи во оваа земја, да бидат забошотени на овој или на оној начин. Предпоставувам дека има и други медиуми кои што трпат притисок во ова време, меѓутоа не е толку експлицитно како што е тоа со случајот со телевизија Нова. За жал, живееме во време кога има двојни, тројни стандарди, некаде за жал. На некои медиуми воопшто нема стандарди. Така да предпоставувам дека и сите оние кои што се обидуваат да имаат некаква објективност во себе и да ги прикажат нештата такви какви што се, при тоа да не преферираат никого и да не, да речам, поддржуваат некого, напротив, кои само што се обидуваат објективно да ги пренесат нештата какви што се низ градот, низ републиката. Мислам дека ги имаат тие проблеми. Навистина е непримерно во времето во кое што живееме да се обидете да замолкнете некого да го каже сопственото мислење. При тоа, оставам за право некој да мисли дека она што јас сега во моментов го говорам не е вистинското нешто и не е она што е право нешто. Меѓутоа, никој никому не може да му го забрани правото да го искаже своето мислење и својот збор.